Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Нема да откријам никаква тајна ако кажам дека навистина Струмица е расадник на фудбалери. Од ова поднебље произлегле многу познати имиња на македонскиот фудбал, кои не останале само тука во Македонија, туку играле и надвор од границите на нашата држава. Меѓутоа, еден од тие фудбалери кои постојано играше овде во клубовите во Македонија и се здоби навистина со една фудбалска афирмација е Томе Семенков. Токму тој е нашата следна легенда, има интересни кажувања од негова страна за времето минато, за неговите почетоци. Беласица, Тиверија, работнички. Исполнет му беше фудбалскиот век со многу згоди и незгоди. Стекна многу пријатели кои до ден денеска, како што вели, како што ќе каже впрочем во емисијата, му се јавуваат, се слушаат, се наоѓаат, се дружат и така се подсетуваат на убавите фудбалски времења. Томе Семенков, наш гостин. Томе, почни ја твојата приказка. Кажи кога почна да играш, во која екипа, сигурно овде во ова прекрасно струмичко поднебје. Поднебје во овој објект. Тука, и во овој објект прекрасен објект овдека. И тука ми мина детството и во овој објект. Меѓутоа, друга е приказната. Сега е темата спортот, фудбалот посебно. Мојот животен сон беше фудбалот. Јас прво да кажам за мене. Јас сум Томе Семенков, роден 46-та година, на 18 февруари. Иначе сум 11-то дете на татко ми. Колку деца бе? 11. 11, браво. Ние сме 11, јас сум најмали. Значи една фудбалска екипа. Фудбалска екипа и токму 50... Колку машки, женски? 6 женски и 5 машки. 5 браќа и 6 женски, од кои сите браќа ми се починати и сите браќа ми беа добри фудбалери. Брат ми беше капитен на Беласица Васил Семенков, а Кирил Семенков па беше почесен председател на фудбалскиот клуб Тиверија, роден 20-та година. Значи околу Семенкови се врти само фудбалската топка. Фудбалската топка околу фамилијата Семенкови. Иначе мојата сестра Благородна Семенкова беше една од подобрите ракометарки. Играше ракомет, зборувам пред 50 и повеќе години. И за тоа да ви кажам еден настан, 54-та година во прво оделение ми ја дадоа книгата Спорт клуб 11 мина. Од ние 11 деца, јас најмалиот, и ми ја дадоа спортска фамилија и ми ја дадоа книгата. И така фудбалската кариера, значи јас ја почнав 59-та година. На 13 септември сум регистриран за помладок на фудбалскиот клуб Беласица. Значи имав неполни 14 години. Но предходно, значи Беласица ја следев и со мојот брат капитен на Беласица ја следев Беласица и тој ме носеше во Скопје. Па немаше дете тогаш во Струмица да не ја следи. Така, да немаше кој не ја следи. Струмица беше тогаш, да не ви кажам, беше 16-15 илјади, стадионот беше по 2000, 2500 продадени влезници. Зборувам, значи преди скоро 60 години, јас сум 71 година, значи од 11, 12, 13, 14 години. И бевме со него, од тогаш го засака фудбалот, тоа беше септември некаде 54-та година, Беласица Металец, мојот брат капитен, 8-0 изгубивме во Скопје. Како дете јас почнав да плачам. Брат ми вика, немој да плачеш, вика, фудбалот е таков. И така го засакав и така ја почнав мојата фудбалска кариера. Кој Металец, оној добриот Металец што играше во Македонска? Со Јово Никушев, со Саревски, ако се секавате, со Евтимов, Ѓуроев, Ивановски. Се сеќаваш како ние сме тука близко, се сеќаваш од тие и изгубивме 8-0 изгубивме. Со Металец ни беше, знаеш, ног на мора. Значи, и овде кога стигна екипа во Струмица на ведната глави. Немој да збориш, Металец не беше ног на мора на ова, на Беласица, речи. И така, од тога, значи, почнав, регистриран, после 2 години во помладокот на Беласица, 61 година отидов во Тиверија. И тука наполнив 16 години, и со 16 години во септември 62 ми е првиот надпрва против Мачва. Мачва играше во Скопје,
со Вардар 0-0 го поканивме тука на юбилеј од Тиверија и првиот надпревар ми е и во она сликата во Тиверија таму што е има, сликан сум најмлад пишува, значи 16 години за играв за ова, за Тиверија. После една година од Тиверија помина во пловарски клуб пак Беласица. Се врати во Беласица, веќе 63-64 година. А која беше причината еве да минеш во Тиверија или во Беласица? Во Тиверија, мислеше види, дека нема сакав, да јас бев стигнеш вака- до сениорската екипа? вака- Брзо овде побрзо стигна. Вака се сметав и јас малку бев, знаеш како, ме вика како дете терикат. Томето терикато, значи не можев да трпам некој неправи, се сметав дека многу знам. А 15 години дете што знае? И викаш бегам. И викам од бегам од тука, не, пак ќе си останам, пак ќе се вратам во Беласица. И така во Беласица се вратив пак, после 6 месеци, завршив трети клас гимназија, 64 година, а есента, 64-та, го играв првиот надпревар за Беласица на 18 години, играв со КСК имаше. Вие Куманово. Кумановски спортски клуб. спортски клуб, така е, вие се секавате, вие сте една жива легенда, што памтите, пренесувате. И така, и победивме 2-0. Го победивме на КСК на 13 септември 64 година. Победивме со 2-0. И кога се вратив јас во гимназијата тогаш, 4-ти клас гимназија, како петле, како петле, во вториот, на вторникот ни дадоа премија одма. Ни дадоа 15.000 премија, 64 година во септември. И од тие пари, јас право уплатив 15.000, ќе одевме низ Југославија, ако се кавате во тогашна Југословенска унија, кога живеевме. На крајот од трета година. Трета година се одеше на патување низ државата. Југославија, така е, одеше и јас уплатив. Таму 15.000 и требаше да одам на 18 и 20 септември. Меѓутоа, и тренерот Божич, Никола Божич, беше, вика, кај ќе одиш, бе? Вика, сега фати место, вика, па ќе одиш, вика, има да го изгубиш местото. И јас една недела, шо да правам? Едно време Ти се оди вамо, ми се од друга оди, страна. а тука сакам фудбал. Вика, не одам. Класниот Црвемицев ме вика, не ти ги враќам парите, мора да одиш низ Југославија. Викам, не одам парите, ако ми ги вратиш, врати, ако не, јас останам во Беласица. Тука. Гледаш, и тај ми вика тренер, добро, вика, видиш. И второ коло одаме во Југохром, 1-1. Пак там 5.000. И јас со овие пари до ден денес Тогаш Југохром исто во Јегуновце си играше, точно во Јегуновце. Капитен беше Петковски, еден прилепчанец, ако се секаваш, имаше ни браќа Аврамовски, па после отидоа во Љубутен. Беше многу добра екипа. Аврамовски дојде и во Ѓорче Петров, така после е, тука сме ние, спортот играше. И земавме 1-1 и после пак во вторник пак премија. Едно време јас до ден денес од овие пари, секавање мој, си купив капут. 15.000 и до ден денес го чувам. 50 години, значи ова е од првите фудбалски премии и така. Така почна од 64 година, веќе бев стандарден првотимец на Беласица со 18 години. Игравме многу надпрви, многу интересни, ни беше Никола Божич, па беше ни Чедо Хаджијски после, со Бокото Јордан. Николов, добар тренер, струмичени. А од фудбалери вака да не подсетиш на некој име? Ова екипа која игравме, јас кога почнав беа Комаров, Џртев Џорлев, Ризов, Шумаров, Трајков, Пандазиев, Семенков, Ашиков, Џидалов и Христов. Галич, го викавме, еден лево крило беше, оваа екипа беше. Многу добра екипа беше. Немаше дома, немаше губање, па и на страна бевме доста добри, оваа екипа. И тука беше и ветеранот Славчо Џорлев, кој играше, ако се секавате, вие се секавате и во Вардар, играше Џорлев фамилија. Брегалница, Вардар, па после помладиот Џорлев во Олимпија. Во Олимпија играше Наско Џорлев во Олимпија, па Митко Џорлев и Наско Џорлев отидоа 6 месеци беа заедно во Штипска Брегалница. Тоа беше фудбалско семејство Џорлев. Фудбалско семејство и тоа квалитетни фудбалери. Да. Не играчи, јас им викам, они ги делам на играчи и фудбалери. Тоа беа фудбалери. Наско го чуваше Џорлев Џајич, први играч во свето левото крило. Славчо Џорлев беше таков шут, имаше и Митко Џорлев. Значи тоа бе и Зафиров, Ице Зафиров, кој се постари 10 години од мене, меѓутоа играв со нив. И тој беше жолта маичка, го вика Зафиров. Даваше најмногу голови, даваше по 30 голови даваше во Републичка лига. Значи, фатив меѓу овие, бидејќи јас бев најмлад. Немаше 46 година, само јас бев, другите беа. Тие понесе таа твојата генерација која подоцна стапува на сцена, а тогаш само ти беше само меѓу јас бев постарите. во оваа генерација, само јас бев. Значи, за овие години 18 и после дојда
генерација кога дојде овој Момо Илич, 66 година, веќе јас 2 година на студии во Скопје, и дојде, тука беа веќе други имаше играчи, тука беа, да кажеме, дојде Дрвошанов, го донесовме на 16 години, со Трајков, Александар Чандашо играше во Победа. А Дрвошанов каде играше до Дрвошанов тогаш? никаде немаше 16 години, он е 50 година во октомври роден. И го донесовме ние во септември. Да. 15 години и 11 месеци. Нема право 16 години и го донесовме Благо Истатов, јас и Трајков, го донесовме од Босилово и го регистриравме. И прв надпора на Ванчо Дрвошанов во октомври игравме со Борец Велес. Го тепавме 10-1 на Борец Велес. Со 10-1. И интересен случајот кога се јавува таму пред Јавро на автобуска во Велес, од пошта Струмица јавувале колку е 1-1, леле со Беласица 1-1. А тој вика од таму, абе грешка слушнав, 10-1, 100 души таму, нема 100 души пред овој, ако се кавате автобуска на центарот на Велес беше. Да, во центарот. И поштата беше таму, абе грешка сум јас на балконот, има уште стои тој балкон. Абе грешка сум, вика 10-1, вика Белашица не победила. Значи, и со оваа генерација беше кој дојдовме, веќе таа година беше бранеше Стојан Босиланов. Еден голман кој бранеше и во Работнички и во Единствена, втора лига имаше Запад и Исток. Да. Се кават се и подобри од мене. Исток, он беше прв голман со Радко Стојанов, струмичанец, лево крило таму. И игра, екипа беа прекрасна работа. Стојан Босиланов се врати и тој беше голман тука со Џоко Кичуков, една струмичка легенда, Џорџи Кичуков, Димитров, па тука беа Трајков, Дрвошанов, Пата Малинов, Чинков имаше, Ашиков, Джидалов, Шумаров, Томи Шумаров, значи. Бевме една прекрасна екипа кој им дадовме 10 гол, да кажеме, Мирчи Джидалов. Беше тоа прекрасен фудбалер. За Ашиков да не збориме, за Благој и така. Оваа генерација зборам. А Истатов како почна Благој, дека со него до ден Татов, денеска се одлични? Ние сме со Истатове, ние другари сме. Пријатели сме од некаде 59 година, кога ме регистрира мене за подмладокот. За подмладок. А Благој уште беше во борачкиот клуб, беше борач. Значи, како деца, беше многу Па му личи вака да е личи борец. така, по фацата беше тенок, висок, беше и вака борен. И другарите викат, абе дај да го земеме овој вика во Беласица, во помладокот. И место борачкиот клуб Извор, и го земавме. Него со нас и од тогаш станавме, значи скоро сме ние 57-8 години другари. Со него сме и го земавме во фудбалскиот клуб Беласица. И тој беше во оваа генерација. 64-та година. Па затоа споменав дека Запоменав, тој одлично и тој забрани и беше так, интересен за многу клубови после тоа. 64-та година, он е роден на април 5 47 година, он на 29-30 ноември, значи 64-та година го играше првиот надпревар со Љуботен. Тоа беше последен надпревар, бранеше Коце Костадинов. Прво полувреме 3-1 поведовме, ама тие Љуботен беа прекрасна екипа. Значи имаше еден Катич Србин, знаеш како бе, каква екипа има. И така се направи овој 7 минута, втора полувреме повреден. Коце Костадинов, добар голман. Направи и кој ќе го стави Никола Божич, ајде вика Благој каже. Спреми се каже таму, а он дреме, вако беше тремаџија, дреме вака и И чека да заврши надпревар. то чекаш ме, вика, ајде, вика, загреби се, вика таму. Повреден е и право, влезе на голо, 3-1, 7 минута, втора полувреме. Ко не подбра овие Љуботен, Катич од 30 метра, едно калливо влеме, дождиляво беше. Од 30 метра, жабица, топката, бам, 3-2. Од корнер директно 3-3. Од центарот 4-4, радириш. И од 90 минута судеше од Штип Јордан Јуботенски, Пандазиев, јас од десна страна центриран, Пандазиев скришно на долниот гол со рака, 4-4. И судијата крај Љуботенецот да биде за Благоја. 4-4, тој му е првиот надпревар на 30 новембар 64 година со 17 години. Да. И една приказна за него кој кажа, и после вечерта нема го ние другарите, го бараме, нема го, обично се собиравме. Тоа беше 64 година низ Корзото, низ центар, како Скопје имаше Корзо, таму што шетавме таму и тука беше Корзо, во сите градови у Корзо се шетавме. Корзото беше главна забава. Така беше забава, беше од Камине мост лево и десно шетавме, беше у Бајина, беше важни фудбалери на Беласица. Како 5 линија, вака шетавме, а него го нема. Недела не излезе, понеделникот го нема. Вторникот не можеме и викаме тројца другари,
четворица, викам, ајде одаме да видиме дека шо му бидна. И одаме татко му, Јанко Истатов, беше еден харизматичен, исто како него. Како Благој беше и он вака така. Чичко Јанко, кај е син ти? И ми вика мене, по скали, дрвени скали имаше, ми вика вака, горе. А јас знам каде е. Викам, знам, и другарите викат, вика. А викам, на тавано е горе. И шо има на тавано? Он имаше голуби на тавано. И таму спии 3 дена од мака, да не го гледат низ градот, да не го зборуваат. И таму спиеше 2 дена на таванот и ние го наредниот ден... Со голабите. Со голабите спиеше недела и понеделникот. Тек вторникот го извлековме таму и го однесовме. Од мака шо е, не може. И така после стана 64-65 година, оваа генерација која тука ја имаше на снимката, бевме победници на Купот на Македонија. И освоивме прво место и он беше голман, јас капитен на екипата бевме. И тука ми е многу мака уште, ова 64-5 година на Бранко Давидовски, уште 50 и повеќе години, и он вика, многу грешка направив према тебе. Викам, знам, не ме зема за младинска репрезентација, јас дадов 11 гола дадов. Бев меѓу подобрите младинци. Тој беше селекторската екипа, младинска екипа, тој селекторската екипа и ги зема таму, Благој го зема ги Змија Балевски, го зема, да кажеме, Чаршавски, зема Лазар Мојсов, и му викам сега после у Скопје, викам зошто ми направила? Вика, морам да го земем Лазар, вика, ти вика стар си. Лазар Мојсов од мене 2-3 години. Постар е Лазар Мојсов. Тој е младиот ли, викам, некој ли го земи? И вика, до ден денес, верувајте Бога, вика, Штип во Мелбурн. И 2 пати се сретнавме таму по повод организирање жабата прослави на Брегалница. И таму викат, многу грешка голема направив према тебе. Значи, признава, верувајте ме. Ама тебе ти беше тешко тоа што не играш за репрезентација. Не можев како Благоја и јас бев, исто не можев да спием. На 18 години да бидам во Љубљана. И ме расправа Благоја како со Змија, како со Џајич, со Ачимовиќ таму како биле. И знаеш што беше едно време да збориш да играш со овие. Уште потешко ми беше. Мака ми беше, знаеш како, да не кажам, сум емотивен вака и солзи. И така почнавме, јас 67 година, игравме со работнички, мислам ја, не 68 пролет. Работнички играме Беласица и јас играв за Беласица. 68 работнички тука, они беа прво место. 3-1 ги победивме тука на работнички, мај беше крају на мај некаде, 3 голи им дадов на работнички. Тогаш прваци, и работнички, еве го фудбалерот, и дојдоа тука од Скопје, викат вака, студенците, јас бев некаде 2 година на правен факултет, 3 година. Вика, ќе дојдеш. Викам, не можеме, викам, ја кај во работнички, вие Скопјани таму, викам, ќе играте, не можеме јас таму да играм со вас. Ајде, вика, дојде Радко Стојанов, мислам да беше во тој штаб и поер беше тогаш, не сум грешка, меѓутоа знам кој дојда и викам, ајде така, отидов, значи, на 25 јули 68 година, бев во Станува член на работнички. Станувам член на работнички. Од Струмичанец стана Дебармалец. Дебармалец стана во Дебармала на 308 број 8. Орце Николов дојдадија таму живеев. Јас живеам таму се. Таму ли комши? 113. 113. Тука се Баже Анчевски, тука беше Атанасовски ракометарот, тука беа до тоа. Значи тука сме биле во исто Илич, голманот, ракометарот, така, значи во иста мала. И тука спортско мало и познато мало, Дебар мало е, тоа за работнички мало таму и сите ме знаат мене, јас 20 години, 21 година во работнички, Јастр беше најмлад, Јастр Јаневски, бевме добра, навистина добра екипа, заселување бевме само јас и Тулко Богоевски. Јас за Тулко не бев слушнал, не го знаем, они го знаат, во Скопје се знаат. Тулко од кај дојде? Од Маđари дојде. И јас мислев прво дека го гледа вака, викам тоа изгледа, викам јас бев црн, ако сум сега бил со косата. Тулко да кажеме го викате Богоевски. Богоевски. И се чини 10-ка носеше или така нешто. Тулко носи 8 беше. Или 8. Во нападот бевме. Тогаш полутки викавме, десна и лева полутка. Полутки беа Томче Филиповски и он. Јас бев центрафор, Цубале и десно крило Цветановски играше. Централхалф најмлад Јаневски беше Јастр, добар. После капитен и на Вардер, беше Тодоровски Мајмунот, па овој десен бек играше на спикерот како е
Панговски. Панговски, Јове. Јове. Ја беше, Чик беше десни халф. Живко Поповски. Поповски Една колега легенда. ми беше. Колега така бевте во вечерли. Кај Во бе? вечер работеше во спортска. Тој беше добар фудбалер, нели за Вардар играше, се повреди, тоа беше една интервенција на Мутибарич да спаси. На голот кај овој семафорот. Не, семафорот, таму беше мислам. Пред 16-терец, 16 браво, пред 16-терец му стапна на Ахилова. Тетива вака и тогаш го повреди и дојде во работнички. Али таму, со таква повреда, он ни беше... Беше многу настојчив, беше жила, не застанува, борбен, од борбен не застанува, верувај, не застанува таму. А техничари беа тука, Миди Каратошев беше леви халф со... Миди Малечук, ама мајстор, и Зигуманов беше тука. Тука беше и Джоко Димитровски, Цит Зигуманов, ма подсетим надимаците Цит, така е, Цит Зигуманов беше. Вика, кај може да вие со мене? Кај бе селјаци, вика, вие може со мене? Јас сум и играчишти и фудбалер. Зошто би играч? Ги прашам, шо сака да каже овој? Вика, он е од Танец или не знам каде, во некое друштво таму играл. Играорец бил, во Танец. Како не? Јас сум и играорец, вика, и фудбалер. Вика, вие, вика... А шо викаш, иди таму играј. Така му реков. Оди таму во Танец играј, викам, разбираш, во Танец играј, вика, остани нас фудбалерите. Ајде, муабет со Туљко шо имаше. Со Туљко. Нешто ти од кај си, ајде да не зборам, ја ти кажи. Туљко беше вака Богоевски, јас не го знаев, навистина, тие сите ги знаев, Томче легенда на работнички, едини што остана верен, така ли е, вие подобро знаете. Да, го бара Вардар и други екипи, ги бара, си остана во работнички, легенда беше председател на фудбалска федерација, на фудбалски сојуз на Југославија, беше по пред распадот, не, порано беше, 83-та беше. Подоцна, 88 се сеќавам, ја водеше репрезентацијата на Олимпијада во Сеул. Во Сеул, да. Тој беше председател тогаш. Се сеќавам тука за него, он беше... И сега за со Туљко Со Туљко моабетот е вака и довака и тренираме. Јас дојдов 25 јули, он пред мене тамо на 20 јули, некаде 20 јули, дојде и тренират и он... Од каде бе, вика, овој селјак, вика, од кај го најдовте, вика, овој селјак? За мене, од кај овој селјак? Ајде, бе, му вика, овој Живко Поповски, нема вика така. А Живко бил под Струшки села некаде, знаеш, Поповски, Чик. И едно време, вика, овој, вика, селјакот, и едно време ништо. Он па на мене на утакмици и на утакмици кои игравме, дај ја топката, бе, селјак, зошто не ми ја даде, бе? Зошто бе селјак вака со Раднички Краговици играме 2-2 90 минута. Селјак па селјак и тебе ти се стемни. Зоки 90 минута на горниот гол према Работнички, од лева страна центрира Цубале, јас на втора статива. И да ја пуштам главата, ама вака скокна од земјата и еден Мартиновиќ имаше центар халф Раднички Краговец, после отиде у Ниш или у Партизан. А ти на топка одеш или се сопна? Јас на топка сакам да одам, ама тој ја испружи ѓон вака ногата, јас да одам со глава ја повлеков. А 90 минута, на втора статива таму, према, да дадам гол, 3-2 ке беше за нас. И он мене, селјачиште, зошто бе главата? Викам, оставиме мене, бе. Мене главата ми е за размислување, не ми е так. Гледајте го, вика, селјакот што збори. И ништо. Се селјак вака. И доваѓа со Напредок Крушевец и играме и едно време викам јас гледам сите трема ги фаќа ова, они беа први Напредок Крушевец, се кава Милосавлевиќ голмано, се кава се ти добро, имаше Илич едно Талијан лево крило играше, Томич Кутуровиќ, екипа беа прво место. И Работнички ние сите вака кога седнавме гледам ги жолти по ВЦ одат, излегуваат, влегуваат трема и едно време завршивме Илче Илигнатовски, не викам мајстора, не завршивме. Јас викам два прста да кажам станав и викам од сега натаму палката од селјак му ја предавам на овој Туљко Богоевски. Не знаев дека тој е од Маđари. До Маđари оде 19 автобуски станици. А викам во Струмица да си одам јас 3. Велес, Штип, Радови, Струмица. А он 19 автобуски станици да оде, викам, до Маđари, тамо во Скопска. За да стигне дома до Скопска Црна Гора. Јас побрго стигам. Почна сите Томче да се смеат, вака смех. Добро, направи атмосфера, гледам, атмосфера. Да ги оддалечиш. А па преми имавме, да не те лажам, дупла 60.000 имавме. За мене како студент, знаеш што значи тоа? И викам едно, атмосфера се направи
И Илче вика, од кај ти текна бе овие, века, работи, вика, вака. Разреши на него палката, излеговме. И јас, 80 минута, центрира Цветановски, јас случајно упад тамо на 16, со глава 1-0 во раклја. И трчат сите, и он трча да ме бакне. И викам, што да ме бакнеш, ти ке ми извалкаш, бе, викам, бегај, викам, бакни ми ја ногата, ради. Ме запца тука, нели, како фудбалери, ми вика, ви селјачиште, ти мене вака, вика. Зошто, радиш, и ништо, викам, ајде. После над преворот, сите, па ми дадоа, по 1000 денари ми дадоа сите играчи. Дека ти студент? Студент од страна, после јас бев најмлад, бидејќи бе по 5-6 години, Томче 40-41, нели, многу е разликата овие. Да, на тие години, на тие возрасти. На тие возрасти разликата, ми дадоа сите, вика, ајде, вика, на селекот, вика, и до ден денес, кога се собираме фудбалери, не собира жабата Коцев. Не собира секоја година, прави тој собир на спортисти кои сме играле заедно, и се собираме и до ден денеска, тоа евоцираме спомени вака и овој случај го... Столе жабата секој четврток од Скопје во Штип, со на старо друштво, фудбалџиите тука. Фудбалџиите не собира од победа. Играчите вака што сме играле столе жабата, и јас играв и 3 години у Брегалница, тоа не го спомнав. Значи, во Брегалница играв 3... Па ќе го споменеш, затоа Тоа разговараме да ви кажам, и са една година бев, значи 68-69 година, и после една година отидов во Брегалница. Значи во работнички доживувањето те врзува најмногу со Богоевски, а и сега со сите таму, со овие, тоа немаше, тоа му Гашо беше, еден Гашо имаше, беше. Како не Гашо? Саве Гаджовски ни беше председател на Гашо го викаве доктор Гашо. Доктор Гашо, така, Војче Димитровски. Во аптеката работеше во болницата. Војче Димитровски ни беше, лекар ни беше, па они тренира секој понеделник и во управниот одбор, и со Радевски имаше за Вардар еден, ама и у работнички малку. Овие беени во управниот одбор. Радевски добар халп беше во Вардар, исто одигра добро, да. И па јас... и тој оттаму негде, од кај Дебар Мало. Дебар Мало, така е. И сега само јас бев од страна, да кажеме. Само јас бев селјак. Нема и после толку викам си имам сега ортак, двајцата ќе го прегрнам ние двајцата. Па овие умират и на крајот ушова да завршам за таа тема. И еден ден вика, ме интересира, вика, кој ти го кажа ова? Овој змијата или вика? Мене. Кој бе змија? Кјути таму. На кого мислиш? Или е овој Чик Поповски, или овој Балевски? Томче, не, Томче Филиповски. Овие се опасни луѓе. Викам, шо опасни? Ве, кјути. Ако овој Чик, вика, ти знаеш ли од каде е Чик? Едно струшко село, вика, јадел еднаш дневно. И он ке ми избори мене селјак, дека јас сум селјак. И така, смешки, ама не се вреѓавме. Се сакавме, 50 години, се собираме секоја година, се дружиме, евоцираме спомени тама, па музика, па Кире Дојчиновски ни е почесен гостин, значи ако не е наша генерација, стално доваѓаме тамо, со Гоце Попев од Скопје, со Жмара Јакимовски, со од Победа, Брегалница, Икономов, Арсов.